Гувернер, ќе направивте нови проекции, макроекономски проекции. Прогнозите се влошени. Кои се очекувањата за македонската економија за годинава, но и за следната? Добар ден, Наташа. Да, Народната банка неодамна заврши со вториот циклус на макроекономски проекции оваа година, при што ги презентиравме во јавноста најновите очекувања. Прво би посочила дека за мали и исклучително високо трговски отворени економии од клучно значење за движењата во домашната економија е секако глобалниот амбиент. За жал, оваа година соочени сме со втор последователен неекономски шок, но шок кој што има исклучително високи економски импликации и тоа би рекла повисоки од тие што беа очекувани, подолго траат, интензитетот е посилен и сето ова влијае во насока на понеповолен глобален амбиент. Тој понеповолен глобален амбиент видлив е преку повеќе канали, например цените на примарните производи достигна историски високи нивоа. Овој ценовен шок кај примарните производи, особено кај енергијата и храната, повлече значаен притисок кај глобалната инфлација, а секако централните банки како одговор на овие движења кај инфлацијата реагираа со затегнување на монетарната политика. Следствено, како резултат на затегнувањето на монетарната политика, дојде и до затегнување на финансиските услови на меѓународните пазари. Сето ова значи дека глобалниот амбиент е понеповолен од тоа што иницијално се очекуваше. Оттаму и меѓународните финансиски институции, например како Меѓународниот монетарен фонд, предвидува значајно забавување на глобалната активност оваа година, некаде на 3%, за разлика од 6% минатата година, што упатува на поспоро закрепнување на глобалната економија. Ако имаме поспоро закрепнување на глобалната економија, тоа секако без исклучок ќе се одрази на сите други економии, особено помалите економии како нашата. И во овој контекст и ние со последните макроекономски проекции направивме надолна ревизија на растот од околу 4% раст минатата година. За оваа година предвидуваме раст од околу 2,3% и 2,6% наредната година, и тоа е во едно од двете сценарија кои што ги направивме. А зошто направивме две сценарија? Затоа што неизвестноста е навистина голема. Со второто сценарио очекувањата е околу 2% оваа година, а 1,8% наредната година. На среден рок постепено би се враќале кон некои просечни предпандемиски стапки на раст од околу 3,5-4%, но секако би потенцирала дека неизвестноста и ризиците постојат. Имаме висока стапка на инфлација и споредено со земјите во регионот, меѓутоа и со европските земји. На што се должат ваквите стапки на инфлација, ваквиот раст на цените кај нас и кои се очекувањата за следниот период? Да, последна декада на ниска инфлација, светот се соочи со висока глобална инфлација и овој феномен ги погоди сите економии, но секако различен е интензитетот со кој што се погодени одделните економии. Токму доаѓаме до прашањето кое што вие го поставувате, зошто тој еден ист глобален шок на различен начин се манифестира во одделните економии. Ако се споредиме, например, со Европската Унија, нашиот инфлацијски диференцијал се зголеми, причините за тоа се повеќе, во голема мера тоа се структурни разлики, домашни фактори, значи кои што постојат во одделните економии. Например, кај нас, нашата трговска отвореност, односно зависност од увоз е многу поголема од Европската Унија. Кај нас, вкупната трговска отвореност е 140% од бруто домашниот производ, а во Европската Унија околу 70%. Што значи? Тоа значи дека ние имаме помалку домашни ресурси за да ги ублажиме тие надворешни шокови со кои што се соочуваме. Понатаму исто така многу е важна зависноста во сегментот на енергијата и енергетската интензивност. Ние за да произведеме една единица бруто домашен производ, трошиме во просек 3 пати повеќе енергија од тоа што троши Европската Унија. Тоа исто така значи дека истиот ценовен шок повеќе не погодува. Исто така, ако се погледне потрошувачката кошничка, има голема разлика. Кај нас храната и енергијата во потрошувачката кошничка на инфлацијата учествуваат нешто над 50%, 55%, а во Европската Унија нешто над 30%. Повторно, истиот шок се манифестира со многу поголем интензитет во различните економии
имајќи ги во предвид структурните карактеристики. Исто така, многу се важни мерките кои ги преземаат мерките, во која мера тие мерки се насочени за превенирање на порастот на цените или се мерки кои што се потаргетирани, па откако веќе се соочуваме со инфлацијата, се насочуваме да помогнеме на оние сегменти кои што се најранливи. И да не го забораваме прашањето и за степенот на конкуренција кој што постои во економијата, која што е многу значаен пазарен механизам за да во суштина и тамо постои одредена пазарна регулација. Кога сме кај ова, колкаво успорување или какво успорување на кредитирањето како Народна банка очекувате, бидејќи комерцијалните банки треба да го следат овој сигнал на затегната монетарна политика, што го праќате? Кредитната активност, според последните бројки, е некаде околу 10%. По-генерално би рекла дека банкарскиот систем и во овој кризен период продолжи да обезбедува солидна кредитна поддршка и на компаниите и на граѓаните, што беше многу значајно за да тие може да се справат со овие последователни шокови со кои што се соочени. Тоа исто така помогна да нема преносен неповолен ефект од реалниот сектор врз финансискиот преку кредитниот канал. Значи, сумарно, досега банкарскиот систем обезбедуваше солидна кредитна поддршка и она што е многу значајно, без да се загрози стабилноста и ликвидноста на банкарскиот систем. Што е, впрочем, и видливо преку и најновите податоци за работењето на банкарскиот систем, кои што упатуваат на висока капитализираност, солидна ликвидност и солидно ниво на квалитет на активата на банкарскиот систем, која што е значајна подобра во споредба со периодот пред пандемијата. Перспективно, со оглед на затегнувањето на монетарната политика, очекуваме одредено забавување на кредитната активност и во просек за наредните 2 години очекуваме раст од околу 7,5%. При тоа се предвидува дека овој раст во најголема мера ќе биде финансиран од растот на депозитите, кои што традиционално се најважниот извор кај нас за финансирање на кредитната активност, кои што исто така очекуваме дека ќе растат со ставка од околу 7,5% на среден рок. Каква монетарна политика може да очекуваме во следниот период, ако при тоа се следат потезите и најавите на ФЕД и Европската централна банка? Добро, ФЕД и Европската централна банка во услови на растечка инфлација оваа година започнаа со затегнување на монетарната политика, имаше одредени разлики, ФЕД започна порано и со реакција со каматните стапки и реакција и со ликвидноста. Европската централна банка започна во јули да реагира со каматната стапка, меѓутоа со ликвидноста се уште нема почнато да реагира Централната банка. Објаснувањата се дека сепак економскиот циклус е различен во двете економии. Во Соединетите Американски држави економијата се опорави многу побрзо, се создаваат притисоци врз побарувачката и оттаму се смета дека инфлацијата во голема мера е движена од побарувачката. Во Европската унија е поинаку. Ова покажува дека сепак реакциите на централните банки зависат и од домашни специфични фактори, од самата монетарна стратегија и од природата на инфлацијата. Кај нас, во нашата економија, имајќи предвид дека нашата монетарна стратегија одржување на стабилен девизен курс на денарот, има два клучни фактори кои што ја детерминираат поставеноста на монетарната политика. Првиот фактор е инфлацијата и вториот фактор девизниот пазар, нивото на девизни резерви кои што ни е клучно за одржување на стабилноста на курсот. Ние во овие два пункта видовме притисоци уште минатата година, кога дојде до израз енергетската криза, таа се одрази, направи притисоци и на девизниот пазар и кај инфлацијата, и затоа уште минатата година ние започнавме со затегнување на монетарната политика, при тоа користевме широк спектар на инструменти. Прво започнавме со девизни интервенции на девизниот пазар, а потоа продолживме со каматната стапка. При тоа не ја користевме само основната каматна стапка, реагиравме со каматни стапки на депозити преку ноќ, 7-дневни депозити, на кредити преку ноќ и слично, а во 4 наврати реагиравме и со задолжителната резерва. На таможната наша патека и реакција секако повторно ќе зависи од овие два клучни сегменти кои што ги споменав. Инфлацијата, каде што се уште има ризици нагорни, но и од девизниот пазар. Во однос на девизниот пазар, од јули наваму тој е
стабилен и не само што е стабилен, туку е поволен како Централна банка, речиси во континуитет, негде до крајот на ноември откупувавме девизи на девизниот пазар, со што значајно се надомести загубата на девизните резерви која што беше присутна на почетокот на годината кога ескалираше кризата. Исто така, значајна поддршка на стабилноста на курсот и на девизниот потенцијал е и новиот аранжман, кој што го склучивме со Меѓународниот монетарен фонд, со кој што е на износ од околу 530 милиони евра. И секако да не заборавиме, со оглед на нашата стратегија, поврзаноста со еврото, еден од клучните фактори кои што исто така ќе влие на таможните реакции на Централната банка е и поставеноста на Европската Централна банка. Нашите аналитичари во Bloomberg Adria предвидуваат дека Народната банка ќе има зголемување на основната каматна стапка за уште околу 100 базични поени. Во ред има секако пазарните очекувања се во насока на зголемување на каматните стапки, исто и за ФЕД, исто и за Европската Централна банка, но она што е значајно и што го потенцираат, истакнуваат сите банки е дека неизвестноста е толку голема што не може централните банки однапред да дадат јасна насока до каде, со кој интензитет би се движиле, па дури и со кои инструменти би реагирале со оглед на природата на кризата со која што се соочуваме. Но она што е јасно, мислам дека не треба да има дилема дека централните банки ќе ги преземат сите мерки кои што им стојат на располагање за постигнување на нивната среднорочна стабилност, а тоа е одржување на ценовното ниво. Во однос на задолжувањата кои што ги прави државата и особено сега во овие кризни периоди со кои што се соочуваме, дали сме веќе во црвената линија и дали треба да бидеме загрижени во однос на долгот кој што го имаме како држава и што е со фискалната консолидација, се преземаат ли доволно и соодветни мерки за фискална консолидација? Во услови на растечка инфлација и висок јавен долг, секако нема дилема дека е неопходно спроведување на прудентни макроекономски политики, тука мислам на прудентна монетарна политика и прудентна фискална политика. Веќе споменав за монетарната политика, дека таа се затегнува преку широк спектар на инструменти уште минатата година со цел стабилизирање пред се на инфлацијските очекувања. И кај фискалната политика се забележуваат поместување во оваа насока, односно се потсетиме, буџетскиот дефицит беше 8% во текот на пандемијата, се разбира со цел поддршка на граѓаните и компаниите за полесно да се справат со пандемијата, а веќе од наредната година започна процес на постепена фискална консолидација. За оваа година очекувањата се според Министерството за финансии околу 5,3%, наредната 4,6% од бруто домашниот производ буџетски дефицит, а според фискалната стратегија се планира на среден рок буџетскиот дефицит да се сведе на ниво од 3%. Она што е клучно е доследно спроведување на фискалната стратегија, бидејќи во овие околности таа ќе биде клучна и за стабилизирање на нивото на јавниот долг и негово умерено постепено намалување, но и за стабилизирање на инфлацијата и инфлацијските очекувања. Во оваа насока значајна поддршка може да дадат измените кои што беа направени во Законот за буџетите, со кои што се воведоа за прв пат нумерички фискални правила и се воведе институцијата Фискален совет, кои што треба да играат улогата на дополнителни контролни механизми во насока на прудентна фискална политика и консолидација и на буџетскиот дефицит, а преку тоа и на јавниот долг. Гувернер, ќе благодарам што зборувавте за Bloomberg Adria. Ви благодарам, Наташа, на поканата.